Време е за ново линковско вклучување. Колегата Мартин Николовски го очекуваме повторно во овој термин, како што веќе најавивме со второ линковско вклучување од Скопје. Со доаѓањето на постудените денови, посебно внимание треба да посветиме на нашите миленици, како да се грижиме за нивното здравје, кога температурите опаѓаат, што е најдобро да консумираат, кои додатоци и какви додатоци во исхраната треба да им се даваат. Мартин, ги очекуваме деталите. Добро утро, Ване. Токму така, утрово разговараме со Деспина Ковачева-Алексовска за тоа како да се грижиме за домашните миленици кога имаме постудени денови, како што тоа е овој период, но и како да им помогнеме на бездомните миленици, на кој начин. Велам добро утро за Деспина Ковачева-Алексовска и добре дојдовте утрово во Македонија наутро. Здраво, Мартин, баш ми е драго што сум тука. Изминатиот период имаме ниски температури, што е оно што треба да го знаат собствениците на домашни миленици и дали домашните миленици го чувствуваат студот исто како и луѓето? Да, апсолутно, поради тоа што еве баш оваа година имавме голема температурна разлика, нели од плюс 25-6 степени на многу нагла промена со ветрови и дождови, така да како и ние се чувствувавме малце зашеметено, уморно и нели секако студено, истото го чувствувавме и ние. И како и ние, така и нашите миленици. Тоа е нешто кое што нели треба да го имаме на ум и нормално треба да направиме некои ситни промени во нивната исхрана, треба да ги малце повеќе да ги облечеме. И има некои работи кои што треба да се додадат како суплементи и слично. Деспина, каква храна треба да им се дава на милениците во зимскиот период? Дали е истата како што им се дава и во лето? И тука се и ги споменавте и вие суплементите и витамините. Колку се овие потребни за милениците? Се е потребно, исто повторно ќе кажам исто како и кај нас, храната нема некоја потреба да се смени, но може да се направи некоја промена во внесот на грамажот, односно калориите. Доколку имаме куќа кое што е активно, кое што е надвор и е изложено на студени температури, телото дополнително им троши калории, што значи дека им треба повеќе храна. Но доколку имаме некоја куќа кое што е, како што ги нарекуваме ние, салонски и не искачаат многу, не се толку активни во текот на зимскиот период, би било пожелно да им ја намалиме исхраната или да вметнеме некои играчки за да нели потрошат повеќе енергија во текот на денот. А што се однесува за суплементи, би било одлично да вметнеме некои природни, јас најчесто разговарам за природни суплементи, кои што може да им го покренат имунитетот, одржуваат мобилност на зглобови, ама секако не вметнувајте суплементи без консултација со ветеринарот. Колку е важно во овој период милениците да бидат вакцинирани и заштитени од болести? Апсолутно е важно и тоа е секако повторна дејност на ветеринарите, но наша работа како собственици на миленици е да закажуваме редовни прегледи. Односно, доколку вие го носите миленичето редовно на преглед, ветеринарот е тој кој што се грижи да имаме редовни вакцини за да се заштитат нели од болести и вируси, затоа што сепак има некое општо мислење дека вирусите и болестите не се активни на зимото, за жал не е точно, они се активни постојано, така да со редовни проверки, редовни вакцини, редовни тестови на крв, сето тоа нели е лесно да се превенира наместо да се лечи. Деспина, кажете ми што е подобро за прошетки во зима, пократки но почести или пак подолги како во потоплите месеци? Зависи до куќето. Ние се смееме, често има куќиња кои што се навистина зимурливи и реално не можеш да го натераш да шета подолго време, а додека пак имаш раси кои што се со двојно крзно, како еве ги хаски, маламут и слично, кои што имаат навистина крзно кое што е наменето за ниски температури и за нив можеби е и малце топло во овој период, но зимските температури се одлични за долги активни прошетки. Често по улиците може да забележиме миленици облечени во облека. Колку препорачувате, особено во ваквите зимски денови и студени денови, да се облекуваат милениците? Да, дефинитивно препорачуваме и е дел од мода, не можам да го негирам тоа. Дел од нас ги облекуваме, поради мода, но сепак облеката е многу важен елемент од нив, особено ќе назначиме кај оние кои што се многу млади, многу стари, оние кои што се без крзно, со многу кратко крзно, поради тоа што тие многу лесно ја чувствуваат промената во температура. Знаете, кога ние живееме во стан или во куќа која што е најчесто 20 на 25 степени и никога ќе ги изнесеме нагло надвор, тоа е разлика од 10-20 степени и тие нормално го чувствуваат тој студ. Најдобро е да побараме облека која што е
секако водоотпорна и не пропушта ветер, тоа е нешто кое што е основно, а другите аксесуари се реално повеќе мода негова потреба. И за крај на нашиот разговор споменав и во најавата како да им помогнеме на уличните, односно бездомните животни, како може граѓаните да им помогнат во овие студени денови? Што треба да се направи со Тоа нив? е одлично прашање. Реално сите ние треба да најдеме начин да им помогнеме на уличните миленичиња. Например, сите ние може да направиме некоја кукичка, дали од дрво или од пластика, да не биде лесно што се мокри. Исто така може да ги заштитиме од ветер, некое позасолнето место да им направиме легло, доколку можеме да направиме нешто што е малку подигнато од земја или да биде заштитено од вода. Доколку поставите кебенце или некое кревече, осигурете се да биде малце покриено за да не биде изложено на вода, и на ветер. И секако, доколку било кој може да им остави храна заедно со комшии, со пријатели, вода да им менува, би било, мислам, нека повеќе доволно. Деспина, ви благодарам што бевте дел ова утро од нашата утринска програма Македонија наутро. Се разбира, треба да се грижиме за милениците секогаш, не само во зимскиот период, туку во текот на целата година и секојдневно. Апсолутно, благодарам, Мартин. Така, разговаравме утрово со Деспина Ковачева Алексовска за тоа како треба да се грижиме за домашните миленици во периодот кога имаме студени есенски денови, но и како да им помогнеме на милениците што се наоѓаат низ улиците. Ване? Благодариме, Мартин Николовски го имавме во живо од Скопје.